Со продолжениот празничен викенд стартуваше и туристичката сезона. Голем број на гости од земјата и странство продолжениот викенд го искористија за да ги посетат туристичките места во Македонија. Секако Охрид беше најпосетен и од домашни и од странски гости. Поголем број штипјани, освен во нашите атрактивни туристички центри, патуваа и во странство. Туристичките работници задоволни, најпримамливи аранжманите во соседството, Грција и Бугарија, но се патуваше и низ европските познати туристички убавини. Не е мал бројот на граѓани кои продолжениот викенд го споија и со денови од одмор. Во соседна Грција, Бугарија имавме доста патници кои што отидоа во Банско, отидоа и во Лутраки одреден број на наши сограѓани. Имавме патници кои што отидоа и во Венеција на патување да го искористат уште малку пролетното сонце, затоа што подалечните дестинации се реализираат претежно во период кога не е толку топло. Туроператорите се радеваат за добра летна сезона. Првите аранжмани се речиси сите распродадени. Инаку летната сезона веќе е на прагот на почетокот за продажба и реализација на аранжманите. Првиот наш термин за започнување на овие екскурзии, на овие летувања е на 21 мај. Така да 21 мај е веќе се подготвено во апартманите на Халкидики, кај што ги имаме и островот Скијатос. И луѓето кои што веќе имаат уплатено и резервирано за овие термини, мислам дека се веќе припремаат на летување. Интересни дестинации оваа година кои што ќе се продаваат освен соседна Грција, ќе биде и Сончев брег, но тука продажбата почнува некаде во јули месец. Ќе имаме Шпанија, интересна дестинација, каде ќе биде организиран чартер лет од Скопје и ќе имаме автобуски програми за Шпанија, за Коста Брава, Лорет де Мар. Така да со ова летување ќе имаат можност и сограѓаните наши да ги видат и Ница, Кан, Монако, Монте Карло. Инаку очекувањата на туристичките работници се дека оваа летна сезона треба да биде берикетна, бидејќи најавите на синоптичарите се за топло лето. Поевтини се аранжманите во мај и септември, но за да се летува на море оваа сезонја. За еден ден аранжманите се движат во просек од 40 па се до 500 евра, во зависност од изборот на дестинацијата и вклучените услуги од пансионот. Инаку туристичките работници и еснафот на угостители се подготвуваат и домашната понуда да ја подигнат на повисоко ниво. Велат ако оставиме добар впечаток и нашата Македонија ќе биде се повеќе посакувана туристичка дестинација. Оваа година чартер летовите се со зголемен број, а првите холандски туристи за првомајските празници веќе пристигнаа во Охрид, а ова е репер за успешност на предстојната туристичка сезона и за Република Македонија.